На денешен ден во 1996 година на прослава на православниот христијански празник Успение на Пресвета Богородица во манастирската црква Света Богородица кај Берово, од громовите што удреле во масата од 10 до 15.000 луѓе загинале 9 лица, а 40 беа повредени. ТВ Стар пред 10 години објави сведочење за трагичниот настан кој денес во сеќавање на овој го реемитува. Пискотници, деца си ги бараат родителите, фрлени коци, тоа нити ручекот беше поделен. Се газеше и преку живи и преку мртви. Писоци, што да ви кажам? Ова е сеќавањето на новинарката во пензија од Берово Љубинка Клинчарска, која прва ја испрати веста во медиумите за најголемата трагедија во Малешевијата во поновата историја, кога од гром на светиот ден Голема Богородица покрај Беровскиот манастир загинаа 9 луѓе, а 50 беа повредени. Љубинка со поддршка на колегата Делчево Васил Маневски таа кобна вечер едва и успеале да ја испратат веста за трагедијата. Старата централа, тогаш немаше мобилни телефони, телефонска во поштата, имала за една минута 18.000 позиви и се распадна системот. Весникот требаше да почне да се печати. Успеавме да го добиеме Ерол Ризалов, главниот и одговорен уредник, и само ни реше до 8:30, ако не дојде извештајот, летате од работа. Ние со кола трчиме во полицијата, не ни дадоа радиоврска. Трчеме никаде, ни еден телефон може не работи. И благодарение на покојниот Звонко Фунаджиски отидовме дома, пред 9 часот дојде и некако тој само знае, нека му лека земјата, преку некои двежички спои го добивме Скопје. Што се случи на овој ден? Двајцата новинари се обидоа да објаснат во книгата Плачеше цела Малешевија, каде освен искуствата на луѓето кои биле таму и семејствата на жртвите, се поместени и научни толкувања, кои сепак не даваат одговор за трагедијата. Некои од моите соговорци во книгата ги обвинија поповите перце, тогаш беше среда, последен ден. Тие го преместија курбанот за во четврток и се случи трагедијата. Некои веруваа и мислеа дека можеби тоа е Божја казна. Од тој кобен ден поминаа точно 20 години. Во меѓувреме Љубинка ја губи светлината во очите, но сепак во неа се појасно се зацврстува противењето за комерцијализацијата на големиот христијански празник, кога се чествува смртта на Мајката Божја. Покрај манастирот Успение на Пресвета Богородица и утре ќе се соберат илјадници верници, ќе се заколат 100 јагниња и овци и ќе се наложат 100 казани, со што Малешевијата ја продолжува вековната традиција на црковно-народниот собир.